Почитувани, единствен сигурен влог во нашата иднина и нашиот успех е знаењето, посветеноста и образованието. Затоа, во изминатиот период, но и понатаму, врвен приоритет на политиките на ВМРО-ДПМН ќе биде образованието. Македонија е земја на знаење, а образованието е инвестиција која го гарантира успехот на нашата земја. Во периодот на нашето спроведување на образовните политики во Велес се отвори технолошко-техничкиот факултет, но и нови наставни насоки на веќе постоечки дисперзирани студии. Во интерес на студентите беа намалени и партиципациите за упис во државните и приватните квоти. Се изградија нови училишни згради во село Горна Оризари, село Иванковци, село Товица, а комплетно се реконструира и модернизира гимназијата Кочо Рацин и основното училиште Свети Кирил и Методи. Се завршија големи реконструктивни и градежни зафати со кои комплетно се реновираа училиштата и градинките во градот, кои не беа реновирани со децении. Од септември оваа година во гимназијата Кочо Рацин ќе профункционира дисперзираната паралелка за спорт и ракомет како дел од спортската академија. Локалната самоуправа доделува секоја година 8 средношколски стипендии и 8 студентски стипендии за недобрите ученици. Платите во образованието се зголемија за над 100%. Во 2006 година најниската плата на еден наставник беше 5060 денари, а денес тоа е 10655 денари. Во 2006 највисоката плата во образованието беше 12917 денари, денес највисоката плата е 20694 денари. Со проектот за бесплатни учебници во основното и средното образование, родителите со 2 ученика во септември заштедуваат до 10.000 денари. Почитувани, во новата програма проверено, врз основа на анализи, финансиски пресметки, рокови, стратегии и образовна визија, предвидени се низа проекти со кои што ќе продолжиме да градиме современ и континуитивен образовен систем. Во тој правец е и проектот Обсервација на вештини. Се работи за мултифункционално, мултинаменско тело, за кое ќе бидат одвоени 25 милиона денари и чија што примена функција ќе биде анализата на адекватноста на вештините со кои располагаат учениците од средното стручно образование во корелација со потребите на пазарот на труд, а со цел континуирано подобрување на наставните програми во согласност со барањето на фирмите. Проектот за набавка на интерактивни табли и 300.000 таблет компјутери за учениците од основните и средните училишта ќе биде надополнет со воведување на дигитални содржини во наставата по определени предмети, со кои ќе се овозможи визуелна представа за одредени наставни материјали кои што полесно ќе се запамети и подолго ќе остани во сеќавање. Родителите на учениците во основните и средните училишта и натаму ќе можат да ги користат придобивките од проектот Информиран родител, односно ќе имаат можност за брз и едноставен увид во информациите од дневникот во пишена форма преку електронски дневник и СМС услуги, со која во неделна основа добиваат пораки на мобилни телефони, што пак значи редовно следење на образовниот процес на своите деца и можност за навременна интервенција, подршка или помош во одредени ситуации. Во делот на високото образование предвидено е воведување на државна квота во втор и трет циклус на студии на Универзитетот на Република Македонија, односно на годишно ниво утврдување на квоти на студенти кои што ќе бидат ослободени од плаќање на уписнина за специализации, докторски и магистерски студии. Во новата програма во периодот 2014-2018 предвидени се следните конкретни проекти: реални училишни компании, модернизација на средното стручно образование, воведување на училишни и меѓуучилишни надпревари на средните стручни училишта, интерактивен портал на тутори, популаризирање на театарот во основните училишта, меѓународни образовни програми во Република Македонија, меѓународно основно училиште, воведување на Кембридж наставни програми по математика и по природни науки и многу други проекти. Почитувани, секој граѓанин може да се пронајде во најмалку од еден од понудените проекти, кои му возможуваат одредена полност, односно подршка и помош во остварувањето на конкретна цел. Многу од овие можности во минатото воопшто не беа достапни. Убедени сме дека на 27 април разликата ќе биде препознаена и во следните 4 години заедно ќе продолжиме на вистински пат кон градење на Република Македонија како земја на знаење. Ви благодарам. Thank you.